Поштовани гледачи, добро вечер. Продолжуваме со спорт на МРТ3. Вовет на она што ќе се случува вечерва од 20:45 на нашата програма во еминентната Лига на шампионите, каде што нашиот шампион Еврофранк Пелистер се срекава со унгарскиот Пик Сегет. Е дербито од 12-тата рунда од суперлигачката ракометна конкуренција во Македонија. Прв надпревар, двобој меѓу Охрид и Алкалуит, еден од оние дерби надпревари кои што меѓу четирите екипи кои што се аспиранти за висок пласман, за титула, за пласман во Европа. Едно од оние дерби надпревари кои што секако директно ќе решаваат за конечниот расплет, за влезот во суперлигачкиот плейоф претходно и за едните и за другите четврта дерби пресметка. До сега и едните и другите настапија во три вакви дерби пресметки на четирите големи оваа сезона во суперлигачката конкуренција. Охрид загуби од Еврофранк Пелистер во битола 33-27, загуби од Вардар во Скопје 33-31, одигра со Алкалуит, со нивниот вечерашен ривал во Скопје исто така 24-24, значи три гостувања во втората фаза. Охриѓани ќе ги пречекаат овие екипи во дерби надпреварите овде токму во салата Белјанини извори во Охрид. Што се однесува до Алкалуит, последното дерби го одигра пред 3 дена, кога избраниците на Кирил Лазаров загубија доста убедливо од Вардар со 34-28. Денеска играат порано поради настапот на Охрид во Европа, врските на охриѓани во ЕХФ Европскиот куп, дуелот против Слога Добек, го гледате и тој на нашата програма. Претходно, во третата рунда, два нерешени исхода на Алкалуит во ведните дерби надпревари. Во првата рунда, токму против Охрид, значи ова практично почнува втората фаза од првенството, 24-24, две рунди потоа дома со Еврофранк Пелистер 33-33. Така што сега работите стануваат многу интересни по ваквите исходи, по овие надпревари што ги кажав, и во секој случај реков и претходно четирите екипи во оваа сезона во македонската елитна ракометна дивизија ветуваат дека ќе гледаме неизвесен, возбудлив, интересен, да и на крајот на кричата квалитетна сезона која што и на регионално се развира, па и на европско ниво ќе понуди добар квалитет, добар ракомет, ќе биде интересна за пред се за љубителите на ракометниот спорт. Знаете дека ракометот кај нас нема тука многу дилеми, е спорт кој што секогаш го преокупира вниманието на јавноста. Третиот против четврто пласираниот во моментот според табелата, 18 бода за Алкалуит, Охрид има 17 на четвртата позиција, Вардар 22 лидерска позиција, 3 бода помалку Еврофранк Пелистер 19, тоа се четирите екипи кои што оваа сезона ќе се борат за распредоба на медалите. Гледате убава атмосфера во салата Белјанини извори. Се очекува представувањето на ракометарите на Охрид, сериозен проект, веројатно ќе им треба и време, полека, но сигурно српскиот стратег Борис Роевич да ги склопи коцките, мозаикот, оној вистински кој што треба. Многу ракометари пристигна во Охрид оваа сезона. Последниот или предпоследниот, не можам точно да ви кажам сега, но не е ни битно. Го видовте пред малку, тоа е нашиот актуелен репрезентативец Томи Јагориновски од Германија, се врати дома во Охрид, а не во Вардар, каде што настапуваше претходната сезона. Голманот Пилиповиќ исто така едно сериозно засилување кое што го видовме против Бутел, еден од голманите кој што полека уште во првите своји настапи се искачува на оние листи за според статистиката како најдобри, и ќе биде навистина интересно да го погледнеме овој дуел. Еве уште еден од оние засилувања, поранешен ракометар на Вардар Џукич, го гледате со број 45. Полека ќе ги представиме и едните и другите со комплетните состави со кои што Борис Роевич ќе му се спротистави прв пат во ова сезона на Кирил Лазаров, на актуелниот
наш селектор, на сигурно голем предизвик и за српскиот стратег, кој што беше еден период скорешен пред 2 сезони или нешто повеќе, на Србија, творецот на Војводина, која што 11 сезони доминираше, беше супериорна во елитната српска ракометна дивизија. И уште еден податок кој што е врзан за Кирил Лазаров, ајде можеби подосна ќе го обелодениме, дека, или ако може така слободно да се каже во вистински момент, дека 131 пат го предводи тимот на Алкалуит од почетокот, а Роевич на спротивната страна се решава за овие ракометари. Блажевски, Ѓорѓевски и Пилиповиќ, тројца голмани ќе има на овој надпревар. Додека ги гледате Виктор Начевски и Даниело Божиновски, арбитрите кои ќе го судат ова дерби. Одиме со избраниците на Роевич. Ајде, кога е веќе во кадарот, ќе ги представиме прво ракометарите на Алкалуит. Галевски, Кизиш голмани, Велковски, Серафимов десни бекови, Ненад Костевски десно крило, Марко Митев, Ѓорѓиев, Ивановски централни бекови, Карас Манаки, Стојковиќ, Аларов, Пикери, Тордарсон и Џонов на левата бековска позиција, Дамјан Митев и Ѓорговски леви бекови. Галевски и Кизич на голманските позиции, кај окриѓани тројца голмани, ги спомена веќе, Блажевски, Ѓорѓевски и Пилиповиќ, уште во составот се Јагориновски и Савревски на десните бековски позиции, Стрмљан и Крсманчиш на централните бековски, Иванковиќ, Кукуловски и Петрич на левите бековски позиции, Ристески, Олески леви крило, Љапис, Реј Моралес и Тасевски на пикерските и како единствено десно крило Џукиќ го видовте пред малку. Вардар, Алкалуит поточно одигра еден тежок надпревар со Вардар. Пред 3 дена имавте, може да го следите на нашите екрани, беше рамноправен 45-6 минути, кога одеднаш падна, снема енергија и беше поразен убедливо од Вардар во последните 17 на минути. И сигурно дека денеска ќе му е потребна и дополнителна свежина, меѓутоа реши да излезе во пресрет на Охриѓани, да одигра надпревар и тоа дерби против директниот конкурент за позиција, за што подобра позиција на крајот од првенството. За разлика од Алкалуит, Охриѓани има еден полесен тренинг против Пролет, славеа дома со 10 разлика, 30-20 и едноставно се подготвува варијанти за овој надпревар. Во бели дресови, да нема забуна, гостите од Скопје, Ивановски во стартната постава, чекори велат судиите. Требаше да оди оваа топка до Ѓорѓевски, меѓутоа не стигна и токму затоа имаме нов обид, нов напад на составот на, поточно прв обид за Охриѓани да дојдат до предност, прва почетна во ова дерби. Стрмљан го гледате со број 2 на оваа позиција разигрувач, тука е Јагориновски, на пикерската позиција е Тасески, втор бек е Иванковиќ, Олески е лево и да видиме оваа ситуација убаво одиграно и погодува уште од лесна позиција Стрмљан, словенечкиот интернационалец. Охрид има предност од 1:0. Да видиме, значи Ивановски е тука на централната бековска позиција, Ѓорговски го видовме, беше лево во оваа акција, десно е Серафимов на пикерската позиција, Карас Манакис, десно е Ненад Костевски кај Алкалуит и да видиме на левата крилна позиција би требало да биде Тордарсон. Оди втор напад на Алкалуит за изедначување, Серафимов и добар удар на Ѓорговски, меѓутоа одлична интервенција на Пилиповиќ на голот на Охридскиот прволигаш. Еве го засилувањето за
Охрид сериозно на голманските позиции. Хрватот со австрийски пасош дојде од кадетен Шафкаузен и на спротивната страна еве го исландскиот интернационалец погодува за изедначување. Тоа е Улфар Пал Тордарсон. Висок процент на реализација на влез во овој натпревар, 41 гол од 53 обиди, над 76 тука предничи Джонов, 21 од 24 реализација. Одиме со нападот на Охриѓани. Јагориновски, една убава, интелигентна топка, добро втрча таму Стрмљан, еве го вториот погодок на словенецот, добро започнува засилувањето на Охрид од Бундеслигашот Хановер. Ја гледам уште еднаш оваа ситуација и Јагориновски против Бутел. И на Јагориновски против Бутел му требаше вклопување во овој состав на Борис Стројевиќ и реков кога ќе се склопат коцките, кога ќе може што се вели да направи тренинг комплетно со сите ракометари без новаците, мислам дека е таа фаза на трансфери завршена во Охрид, тогаш ќе може да зборуваме за уште посилен Охрид и поамбициозен во една ситуација во која што реков дека овие дерби надпревари одлучуваат за директниот распоред на силите. Уште еднаш му брани на Тордарсон чиста позиција Пилиповиќ, втора интервенција на хрватскиот чувар на мрежа. Еден искусен 30 годишен голман и еве го казнува дополнително уште еден хрват. Тоа е Анте Иванковиќ, 25 годишниот поранешен бек на Штутгарт. Силни, добри, квалитетни ракометари од Бундеслигата доби како засилување Охрид оваа сезона. За момент го видовте. Камер Металари, еден од двајцата делегати заедно со Калановски на овој надпревар. Ѓорговски за Алкалуј, тешка позиција, значи го бележиме ова прво водство на Охрид во петата минута со 2 гола позитива. Даниел Божиновски таму со опомена за некој од ракометарите, не успев да забележам кој, затоа што влечел за дрес. Ѓорговски за Алкалуид, момчето кое што треба токму оваа сезона кај Кирил Лазаров да покаже колку вреди, затоа што немаше вистински шанси предходно, мала минутажа и во Еврофарм Пелистер и еве го чита уште еднаш како од буквар Кристијан Пилиповиќ стави буквално рулетна од 9 метри, еден скок шут, но добро прочита, гледате и колку лесно рутинирано изгледа тоа, не е така. Една сега спорна топка, таму имаше среќа Иванковиќ пред зоната. За момент во кадарот и новиот голман на Охриѓани Бојан Блажевски, доскорешниот голман на Бутел или во претходната сезона голман на Бутел. 4 голмани имаат сега Охриѓани, ако не знаевте. Блажевски, Ѓорѓевски, простете, Пилиповиќ и го нема Чаневски. Па сега може да замислите каква ќе биде таму конкуренција. Еве една прекрасна шпага сега за прва одбрана на нашиот репрезентативец Иван Галевски, одлична интервенција. Прва за него шутираше Иванковиќ и нема измена на бројките на семафорот. 3-1 е, 1,5-2 минути веќе стојат овие бројки. Девет метри за Охрид. Ивановски се пробиваше таму, Јагориновски го фаулираше. Добро во одбрана сега Новакот во редовите на Охрид. Беше во Десау. Розлавер, втора лига Германија. Кратко траеше неговата одисија таму и се врати во татковината. Да видиме погодок на Ѓорѓевски, мислам дека е признат, беше подигната високо раката на Виктор Начевски. Да,
еве го по подолго време, од тешка многу позиција, успева Емилијан Ѓорговски убаво да погоди сега и да веде до втор погодок тимот на Алкалуит. Се бодрат од купата, избраниците на Кирил Лазаров, да видиме што кажува Стрмљан, тој е архитектот на играта на Охридскиот состав. Во овој период Олески надвор од својата позиција, брзо ќе се врати, да видиме Тасески е на линијата од 9 метри, па сега Јагориновски под фаул од Карасманакис, Карасманакис, репрезентативец на Македонија, игра тука во тандем со Аларов во одбрана. Силувањето од Вардар за Алкалуит оваа сезона. Тука и Ѓорговски, и сега еден атрактивен потек таму Иванковиќ. Поточно Стрмљан погодува, а оваа топка е од Јагориновски. Убаво гледате, покажуваат веќе знаци на воиграност Охриѓани. Трет погодок за Стрмљан од овие 4 на Охрид. Иванковиќ беше стрелец дополнително. Нови плюс 2 за Охриѓани, беше 3-1 во петата минута, сега е 4-2 по 8,5 минути игра Ивановски за Алкалуит, па сега Мартин Серафимов се обидува, сега добра брза топка за Ѓорговски и да видим има ли таму исклучување за Давид Савревски. Да. Тргна доста жестоко во овој старт поранешниот ракометар на Алкалуит токму и на Вардар претходно и овде беше близко Даниело Божиновски, покажува 2 минути исклучување. Алкалуит има предност сега во оваа акција. 2 гола предност, меѓутоа го има против себе изворено расположение од Кристијан Пилиповиќ. Серафимов убаво течно, Ивановски и Ненад Костевски. Репрезентативна тројка. Засилувањето од Еврофарм Пелистер Ненад Костевски. Еве го првиот погодок за него на овој надпревар. Го нема на таа десна крилна позиција денеска неговиот брат Никола Костевски. Одлична реализација и за Ненад, 78% пред овој надпревар, 45 од 58 за него од таа позиција. Џукич сега од крилото на Охрид на натрапник таму заедно со Тасески и сега еве позицијата за Јагориновски која што ја користи Томислав. Еве го и првиот погодок за него. Гледате простор таму на крило, добро одигра сега Охриѓани и успеваат да ги задржат овие 2 позитива во ведните 10 минути од дербито. Ѓорговски за Алкалуит, па сега Серафимов, уште 30 на секунди со играч повеќе, се е Тордарсон во таму најде простор и интелигентно одигра Серафимов. Лесна беше задачата на исландскиот крилен играч Улфар Тордарсон, 25 годишно момче, кое што од Валур оваа сезона да дојде да го засили Алкалуит. Како бинго си замина од редовите на скопските фармацевти. Сега нов погодок на Стрмљан, исклучително расположен, 4 гола за 10-11 минути постигна словенечкиот интернационалец, игра одличен вовет против Алкалуит. Нови плюс 2. Остануваат Ивановски, Серафимов и Ѓорговски на надворешните позиции кај Алкалуит. Успеа Охрид и со ракометар помалку да остане на овие максимални плюс 2 што тргна од петата минута кога победа Охриѓани со 3-1. Ивановски малку недостасуваше Тасески да дојде до оваа топка и сега еве го првиот удар од 7 метри за екипата на Алкалуит. Дамјан Митев е тука мајсторот за изведување на ударите од пенали, само едно промашување од 11 обиди. Најверојатно тој ќе биде играчот што ќе му се спротистави на Пилиповиќ, кој што тргна одлично со 3 интервенции. Да, еве го 18 годишното
момче кој што е голема надеж на македонскиот ракомет, 4 години помладиот брат на Марко Митев, 18 годишниот Дамјан Митев. Прв погодок за Дамјан од линијата за 7 метрие, одличен, моментално 11 од 12 е неговиот скоро до оваа позиција. Плюс 1 плюс 2 резултатската нишалка во корист на Охриѓани. Се исполнува полека салата, се посилна е поддршката за Охриѓани кои што очекуваат оваа сезона битка за богами и за титула, зашто не со ваков состав. Ќе биде исклучително интересно нашето првенство оваа сезона. 4 екипи кои што мислам дека рамноправно конкурираат за титулата. Јагориновски со превестување таму во Иванковиќ, па на крило за Ојлевски. Виктор Начевски вели дека ќе има удар од 7 метри и ќе има, ако добро го забележав, исклучување. Да, она е таа стандардна, што би рекле, или фамозна, како сакате, ситуација кога се гази на ногата на противничкиот ракометар и гледате стружаните не може поинаку да минат освен во преградка по овој старт. Да, 7 метри ќе има и неспротивната страна, да видиме само Џукиќ против најдобриот голман на седмерци моментно во првенството. Да, сакаше да го измами со од зглоб да ја ротира оваа топка, меѓутоа опасно се поставува. Гледате, младиот Галевски има добра антиципација во секој момент и Џукиќ не успеа да го реализира првиот удар од 7 метри. Само да подсетам дека Галевски е прв на листата со 8 одбранети удари од 23 обиди до сега, 34,7% на одбранети седмерци има ова момче. Инаку втор веднаш за него е Валах од Вардар. Дамјан Митев остана во игра на местото на Ѓорговски и успеа да обезбеди пенал. Сега дали ќе важи ова правило како на фудбалското да не изведува оној над кого е направен пеналот, не верувам. Мислам дека ќе продолжи Дамјан. Да, еве го и втор пат на линијата од 7 метри. Беше успешен во првиот обид, да видиме успешен и од вториот. 2 од 2. 18 години има ово момче. Игра во младинската репрезентација, играше и за сениорската на Кирил Лазаров. Иванковиќ и Стрмљан таму комбинира и еве сега по неколку ситуации кога два позитива имаше Охрид за изедничување 6-6 во 15-та минута, кое што кратко траеше затоа што Тасески успеа да искористи оваа асистенција од Иванковиќ, добро се постави меѓу двајцата на линијата во зоната на Алкалуит и погодува Иван Тасески, искусниот 32 годишниот пикер. Одлична реализација, 16 од 19 по овој погодок за него. Само 3 промашувања, над 83% реализација води сега во овој момент Тасески. Серафимов за Алкалуит, кој што има ракометар помалку. И сега истече казната. Да видиме. Тргнува втората половина од ововетното полувреме и ќе има исклучување таму за Мартин Серафимов, ако добро забележа. Да, близко беше таму Даниело Божиновски и да видиме што се случи сега. А за овој старт над Тасески. Ново исклучување за Алкалуит. Сега Мартин Серафимов одат Охриѓани по нови плюс 2. Иванковиќ за Охрид. Па сега Јагориновски на централна бековска позиција. Убаво се снаоѓа таму уште еднаш Стрмљан и
веќе петти погодок за словенецот. Петти погодок од овие 8. Дамјан Митев со Ѓоргиев и со Велковски. Комплетно нова бековска тројка на Кирил Лазаров. Мора да ротира, мора да има свежи ракометари. Алкалуит оваа сезона нема европски надпревари. Испадна уште на стартот и гледате Џукич сега го постигнува првиот погодок и тоа на празна мрежа. Го користат Охриѓани овој моментум 9-6. Највисоки 3 гола предност по овој напад, по оваа реализација на Џукич во 17-та минута има Охрид. 20 на секунди уште остануваат со празна мрежа да игра Алкалуит. Дамјан Митев, потоа Ѓоргиев, обитна Ѓоргиев со лева таму нема прецизност и да видиме се лути таму Џукич на голманот Блажевски кој што реши тој да биде командант во оваа акција, да не фрла веднаш контра. Ќе видиме, може и направи паметно затоа што 3 гола предност имаат Охриѓани. Мирен, нестрплив напад имаат. Веројатно Џукич брзаше да го искористи отсуството на исклучениот Серафимов. Добро. И вака имаат напад за максимални плюс 4 Охриѓани. 9 метри. Сега нова акција на домашниот состав. И да видиме што е сега судено. Тайм-аут. Ja sam mislio, sad ne igramo, ali ljudi će kad igramo koliko da proši. Nismo Valarova uopće napadali. Kako smo Valarova, nismo ga ni napadali sa upuštanjima. Znači da radimo četvorku i niko levo za njega, ali ga vucite više van, Tomi, zalepi ga na drugo, dođi da je šuti. Prvo meni, posle Antiju. Tomi, od mene isto, Čeka me povolje. Volka duplo levo za njega. Ako sljedeće ako ne ide, napad na njega ako koliko ti sluši za tebe. Slušaj, ostavljamo se prostor iza, napadi trojku, vreme je goce, evo, utrči, probaj da utrčiš jedan za imao iza trojke, posle toga. Posle toga lažna pesnica, treći napad. Ajde! Да, реши искусниот стратега и покрај трите гола позитива да побара тайм-аут. Очигледно битен напад за неговиот состав и тоа држи. Јагориновски, уште едно одлично додавање од Јагориновски. Гледате, интелигентна, лукава асистенција, Тасевски се намести добро и еве ги сега Охриѓани со серија од 4-0 до 10-6. Ова предност за домашниот состав. Дамјан Митев со Велковски игра и со Ѓоргиев во таа надворешна линија. Реков, Алкалуит не е во Европа оваа сезона, тоа ќе му биде исклучително битно, иако се знае дека Кирил Лазаров не е задоволен од тоа, но доби тежок жреб, доби сериозен, да не речем непобедлив противник Алкалуит во екипата на Хановер и едноставно не можеше да мине во наредната фаза од надпреварувањето што минатата година го освои тимот на Алкалуит. Сега слична акција на спротивната страна, само што Велковски и Ѓорѓиев сега одиграа како претходно Јагориновски и Тасевски.
Ево го првиот погодок на Ѓорѓиев и тој става крај на оваа серија на Охрид од 4-0 од 6-6 до 10-6. 20-та минута тече од првото полувреме, дерби прв надпревар од 12-та рунда во суперлигашката конкуренција во ракомет кај нас. Во пробив на Стрмљаник има ново исклучување. Никако не може да се справат со овие проблеми скопските фармацевти. Сега е исклучен Аларов. Да видиме таа ситуација уште еднаш. А погодува уште еднаш Стрмљан. Ѓорѓиев за Алкалоид, лошо некоректно додавање за Велковски, таму убаво Стојковиќ, новиот пикер на Алкалоид тргна Карасманаки, сега е Стојковиќ, да го забележиме и тоа, се врати Ненад Костевски по исклучувањето сега на својата позиција и ќе мора да се создадат сега услови за на теренот. Стрмљан беше претходно стрелец да шести негов погодок игра, буквално симултанка против Алкалоид, словенечкиот интернационалец. Девет метри за Ѓорѓиев, тргнува, продолжува акцијата, нови плюс 4, по ние 10-6 за домашниот состав. Ѓорѓиев кон Велковски, уште еднаш Ѓорѓиев се годи, сам се пробива и под фаул сепак дешава диагонала кон Тордарсон, но играта имаше фаул над нашиот репрезентативец. Марко Митев се уште не е подготвен за максимални напори пред дербито со Вардар. Зборував со нашиот селектор Марко Митев, ќе добие минутажа колку ќе биде подготвен, ќе мора да се сочува да биде фит и за новото европско првенство и новиот европски предизвик на нашата репрезентација. Тој е исклучително влијателен, значаен играч. Ѓорѓиев шутираше, мислам дека не ја допрела топка Пилиповиќ, но директот од пречката практично се одби повторно до раците на Ѓорѓиев и сега бара малку договор и Кирил Лазаров со своите ракомедари. Данско симба на два. Добро, Данско симба на два. Направи малце да има пообраз проток. Левиот бек расшири го малце Савел и брат Пустина. Позади левиот бек може овој да втрча некојаш. Направи Данско на два како што направивте како што даде. Океј, добро. Ако не, после тоа 3-3 плюс посади. Ако не, после тоа 3-3 плюс малце да дадеме да ги вратиме. Да вратиме у 6-0. Тино и овој си, ти идеш у два правци, ти се менуваш. Чувај јака страна, движете се по топка, Мацко правите малце ретра. Иде Серафим у напад, патак си надвор, Мацко е бек и крило. Ајмо. Се е јасно. На видели на се и првата и втората акција и составот и делот од оној тајмаут да се подрат своите ракометари. Ја чекаме изведбата долу на терен. Мартин Велковски на местото на Мартин Серафимов сега. Дамјан Митев. Серафимов, одлично додавање за Стојковиќ и каква интервенција на Пилиповиќ. Не стигна Галевски таму. Не стигна Галевски и еве што предизвикува интервенција на Пилиповиќ. Ке видите сега. Убаво додавање од Велковски, одличен ролик на Стојковиќ, меѓутоа Пилиповиќ брани и ке видите реализира во овој удар од гол на гол за максимални плюс 5, 12-7. Дали беше тоа повторно Стрмљан, ќе мора да се провери ова, не го видовме баш најдобро. Човекот што погоди во претходната акција. А
Тоа е Иванковиќ сепак. Гол за Иванковиќ. А се враќа со гол и Серафимов. Во првиот погодок на Серафимов, малку невообичаено, е во 22-та минута од надпреварот доаѓа, од удар од 9 метри. Намалуваат гостите на 4 разлика. Обид таму Јагориновски да влезе, не успеа, па потоа комбинираат Иванковиќ и Стрмљан. Тоа е најсилната бековска линија на Роевиќ и сега прв бран на Алкалуид. Карасманакис веднаш заминува на клупа за да влезе Ѓорѓиев. Стојковиќ останува на пикерската позиција во напад. Уште еден обид на Ѓорѓиевич, меѓутоа добра колективно таму шпанецот Реј Моралес игра во дефанзива. Ја го гледате шпанскиот пикер. Еден период играше во Барселона. Ориол Реј Моралес, 31 година има, новиот пикер на Охриѓан. Одложена акцијата на Алкалуид за намалување на 3 негативи. Еве го Марко Митев во игра. Влезе со Вардар некаде во финишот на првото полувреме, постигна гол во последната секунда од првиот дел за 17-17. Знаете, гледате со стегач на десната нога, на десното колено, имаше една непријатна тешка операција на коленото и сега убаво одиграно, но Велковски во главата на Пилиповиќ и нови проблеми за гостите. Гледате, не стигна оваа топка. Ѓорѓиев, убаво додавање за Мартин Велковски во главата на Пилиповиќ. Пета интервенција се брои ова, меѓутоа ќе мора да оди на клупата за казнети Мартин Велковски. Ново исклучување. И повторно ќе мора да игра тимот на Кирил Лазаров со ракометар помалку. Шанса за нови плюс 5. По оние 12-7 за Охрид. Јагориновски, да видим мало пробивање таму, вели Божиновски на линијата од 6 метри. Идејата на Јагориновски беше одлична. Гледате, сепак не му е суден фаул во напад, што го рекле кошаркарите. Карасманакис сега во овој напад останува на својата позиција. Ѓорѓиев, Митев и Серафимов, ова е сепак најсилната бековска линија на Кирил Лазаров, кога Марко би бил во вистинска форма. Го покажува тоа со овој прекресен удар во негов стил под блок. Ево го првиот погодок на Марко Митев. Долга пауза и гледате, ова е момчето кој што треба да биде лидер на нашата сениорска репрезентација. Го покажа тоа веќе неколку пати. Само да биде здрав, добар и во полн ритам за во јануари. Лесно минува сега таму уште еднаш Стрмљан. Немаат решение за него ракометарите на Алкалуид. Гледате, доста, да не речам најголем дел лесни голови за Стрмљан и застанува на 7 гола од овие 13. Повеќето од половината се негови голови. 25-та минута во тек, очигледно ќе добие 10 минути Митев на во ова прво полувреме. Комбинира со Ѓорѓиев, да видиме што судат сега. Судиите не видов баш најдобро. Не важи овој гол затоа што се слушна свирката на еден од двајцата суди. Мислам дека тоа беше Виктор Начевски. Ова се правилата, да. Не знам што беше овде досудено, дали пробивање од Карасманакис или од Митев немаше. Добро, нападот е за Охриѓан. Во секој случај. Изедначени се силите, плюс 4 за Охрид и напад.
Стрмљан уште еднаш, очигледно долго требаше време да мине и да им даде 7 гола Стрмљан на избраниците на Кирил Лазаров, па да се тргне малку поагресивно на него. Гледате, ова е веќе одбраната што е бара Лазаров, меѓутоа разбива Иванковиќ. Прекрасен скок, шут на хрватот, еве го третиот погодок на Иванковиќ и нови плюс 5, 14-9. Финиш на првото полувреме, 27 минута. Уште еднаш сега се обидува таму со превестување Серафимов да мине. Не успева затоа што добро поставен Ојлески, успеа да мине покрај Лјапис, грчкиот пикар, кој што не го видовме како стартерка и досега во напад кај Роевиќ. Ѓорѓиев. Митев, добро затворен, добро издегува на него Иванковиќ, нема идеја, заглавија ракометарите на околица овој напад и сепак Ѓорѓиев обезбедува и 7 метри и исклучување за домашниот тим. Да видиме само за кого кој тргна на Ѓорѓиев. Овде би требало да биде ова исклучување за Лјапис, ако добро забележи. 7 метри има дефинитивно, еве го поречен голман на Бутел Блажевски. Блажевски ке треба да му брани пенал на Дамјан Митев. Блажевски има одбраната само 4 седмерци од 17 удари кон него. Успеа да погоди Дамјан Митев и од третиот изведен седмерец. Малку е допре оваа топка. Блажевски со помош на Дирекот сепак во гол. Реализација број 3 на Дамјан Митев од линијата за 7 метри. Намалуваат на 4 негатива гостите, 180 и нешто помалку секунди до крајот на првото полувреме. Сега комбинираат Јагориновски и Стрмљан. На местото на Стрмљан Јагориновски сега на централната бековска позиција. Ја стегна одбраната Алкалуит, но кога не реализираат пикерите, добро работат бековите или кога не функционираат пробивањата на Стрмљан. Иванковиќ, каква комбинација. Ова се гледа дека е воигран, ова е страшна импровизација, прекрасно тоа изгледа. Погодок број 8 за Стрмљан. Убаво, гледате како се разбра точно, течно. Марко Митев, прекрасен погодок. Торпедо од трк, од под. Убав гол, број 2 за Митев. Постигна толку против Вардар, еден во првото, еден во второто полувреме. И збогатено е нашето првенство и воопшто овие дерби, сите дерби надпревари со неговото присуство. Стрмљан, Иванковиќ, Јагориновски, не минува ништо Роевиќ во надврешната линија. Сега Стојковиќ, еден малку невнимателен старт, да видиме ќе има договор таму меѓу Данијел Божиновски и Виктор Начевски. Ке погледнат да видат дали имаше овде удар во главата. Мислам да, но за 2 минути, ако евентуално не гледаат и за нешто построга одлука. Да. Мислам дека немаше доволно интензитет, што би рекле во фудбалот, за црвен картон. Но последната е на Виктор Начевски и на Данијел Божиновски. Ке треба уште еднаш внимателно да го погледнат овој момент.
Гледате, модернизирана е комуникацијата. Доста одгорно делуваат едниот и другиот. Треба да се донесе вистинска одлука, така е. Ги разбирам. Се согласија конечно. Ајде да видиме дали погодив. Прво се информира делегатот Металари. Сепак се решаваат за црвен картон. Да, не коментирам. Уште еден хендикеп сега за екипата на Кирил Лазаров. Покажа Даниело Божиновски дека каде бил ударот. Ајде да ја видиме уште еднаш оваа ситуација и ние. Да. Сега дури успеав јас, признавам да видам дека имало удар, односно жаргонски шамар. Така јас би го искоментирал овој потек и затоа веројатно добива црвен картон, исклучување до крај Марко Стојковиќ и Кирил Лазаров останува без еден многу значен ракометар и во одбрана и во напад. Тоа мора да се потенцира затоа што Марко Стојковиќ игра одлично оваа сезона и тоа е практично ракометар со најдобар просек на реализација во целиот тим. 31 од 35, постигна еден погодок претходно, имаше едно промашување и ќе мора сега да се пресели во публика тука на трибините на салата Билјанини Извори во Охрид. Завршница, минута и пол до крајот на првото полувреме. Охрид имаше максимални плюс 5. Сега е плюс 4 и нападот е за нив. Кизич е на местото на Галевски во меѓувреме влезен. Карас Манакис со Джонов во одбрана таму и со Мартин Велковски, Костески десно и Митев Марко на таа лева страна. Ако заглавија сега Охриѓани. Костески добар во дефанзива. Иванковиќ скок, шут и каков погодок. Гаѓаше и погоди. Анти Иванковиќ, гледате, го извлече овој удар, ја сокри претходно топката и погоди немилосредно, прецизно. Нови плюс 5. 11-16, Алкалуит во напад. Ѓоргиев, па сега добар влез на Велковски, ама за Виктор Начевски. Ова е пробивање. Тука е некаде, да, близко беше Виктор. И Охрид добива шанса за нова максимална предност во финишот, во завршните 10-15 секунди од првото полувреме. Добро полувреме, одлично за Охриѓани. Без оглед како ќе заврши ова нивна последна акција. Еве за 5-6 секунди до крајот и погодува Стрмљан. Еве го момчето кое што е на чекор до двоцифрен ефект на крајот од првото полувреме. 9 погодок е ова на Тилен Стрмљан. Една вистинска симултанка за него во ова прво полувреме, што Охриѓани го добиваат со максимална предност, првпат 17-11. Се одеше во знакот на Охриѓани. До 15-та минута изедначено 6-6 и потоа она серија од 4-0 до 10-6 беше решавачка. Охрид да добие, да фати залет и да го заврши првото полувреме со максимални плюс 6. 9 од овие 17 гола се за Тилен Стрмљан, 4 за Иванковиќ. Голманот Пилиповиќ на висината на задачата, исто така 5 погодоци. Кај Алкалуит најефикасниот Дамјан Митев има 3 гола, сите се постигнати од 7 метри, а голманите Бранеја и Галевски и Кизич имаат само една одбрана. Пауза, па се враќаме со настаните од решавачките 45 минути од овој дерби надпревар.
Да, треба да биде загрижен предводникот на Алкалоид по првото полувреме, што Охриѓани го добија со 17-11. Со доста лесни голови, со еден Тилен Стрмљан кој што од овие 17 за Охрид постигна 9 гола. Неголемиот дел лесни. Лесно се справуваше со одбраната на Алкалоид, која што почна да игра нешто ниво плюс некаде во финишот во последните 10 минути, меѓутоа иако беа изедначени до 15-та минута точно, кога по водството на Охрид од почетокот од 3-1, ракометарите на Алкалоид успеваат да се справат како така со денешниот нивни ривал во ова дерби од 12-та рунда. Во продолжение следуваше една серија на Охриѓани од 4-0, од 6-6 до 10-6. И тука практично на некој начин тоа беше одскочна штица за Охриѓани да додадат уште малку газ до крајот, да одиграат добро, да казнат секоја грешка на ривалот и да зголема таа предност од 4 на 6 на влез во ова второ полувреме. Алкалоид имаше проблеми пред се со исклучувањата, покривано главниот Тилен Стрмљан. 4 исклучувања плюс еден црвен картон за Марко Стојковиќ, за пикерот на екипата. За разлика од нив, Охриѓани има само едно. Саврески беше исклучен и тоа на некој начин се разбира влијаеше врз ваквиот исход и расплет на станите по воведните 30 минути на овој надпревар. Добра подршка Стрмљан имаше во Иванковиќ, кој што застана на 4 погодоци, и имаше уште само 3 стрелци на голови. Јагориновски 1, Тасиски 2 и Џукиќ исто така 1. Кај Алкалоид Дамјан Митев најефикасен во првото полувреме со 3 гола, и тоа сите 3 постигнати од линијата за 7 метри. 6 дополнително стрелци во тимот на Кирил Лазаров. 2 гола даде Торерсон, 2 Марко Митев, по 1 Серафимов, Георгиев и Ненад Костевски, и да не го заборавам Емилијан Ѓорговски на почеток. Да видиме сега, останува прашањето, меѓутоа никогаш не смее да се подцени овој состав на Алкалоид и сигурно овде има уште доста борба. Прв напад за Охрид во второто полувреме. Еве го Стрмљан уште еднаш и еве го краде добро таму Ненад Костевски, убаво со Џонов, комбинира со крилото од противната страна и буквално ја забива оваа топка во мрежата Ненад Костевски. Тој беше меѓу исклучените 4 ракометари на Алкалоид. Еве првата казна од контра по оваа украдена топка од Ненад Костевски. Охрид во напад со Јагориновски, со Стрмљан, со Иванковиќ, не верува ништо тука Роевиќ, десно е Џукиќ, стартниот состав е практично со Тасиски на линијата од 6 метри и со Олески лево. Пилиповиќ на голот, а сега по влегувањето на Кисич, Галевски ќе бара втора интервенција. Не го споменав тој факт, еве втората интервенција на Галевски, а тоа е оваквите моменти од браните на голманите. Само една интервенција на Галевски во првото полувреме. Грешат гостите, краде таму Олески сега против Галевски и погодува Гоце Олески. Само што се понадеваа дека може да намалат и на 4. Погрешија
ракометарите на Алкалоид и еве го Голески со неговиот прв погодок и тој е одличен оваа сезона во суперлигашката конкуренција. Висок процент на реализација, 76%. Убав лес на Ѓорѓиев сега, да видиме. Има таму, не, сепак е Митев тоа, простете. Добре е да се види Митев со ваков израз на лицето, со ваква желба за игра, за битка. Значи дека е се подобар по операцијата и по тешката повреда. Обезбедува удар од 7 метри, таму неприкосновен е Дамјан Митев, неговиот помлад брат, 3-3 во првото полувреме и сега Пилиповиќ го пушта повторно Бобан Блажевски на голот. Го сочека Дамјан да се спушти Блажевски, ќе видите, и тога шутираш над главата. Добре, 4 за Дамјан Митев, сите од линијата за 7 метри. 2 минути исклучување за Анти Иванковиќ во меѓувреме. Ево забележав тоа. И сега минус 4. Успеа да стопат 2 гола за овие 2,5 минути гостите од Скопје. Стрмљан, една тешка дискутабилна топка, таму беше намесен Љапис, го гледате грчкиот пикер, грчкиот репрезентативец, доскорешниот член на Олимпијакос. И тоа е големо засилување на таа позиција, па сега свежи сили во на бековската линија со број 33 го гледате Петрич од место се обиде Стрмљан да погоди едно од неговите ретки промашувања, да не речам прво. Треба да го проверам тоа, но мислам дека немаше промашување во првото полувреме. Тилен Стрмљан, пикер, десниот бек, бекот практично на окрут. Серафимов сега, убава топка за Митев, чиста позиција, цело поле за него и ова го решава многу едноставно Марко Митев, еве го неговиот трес гол. Алкалоид влезе добро во второ полувреме. 3-1 до овој момент. Петрич, добар скок шут, сега стрека за Галевски, сега вели дека не е добра топката. Ова би требало да биде топка за Алкалоид, да видиме. Евентуално ако имало таму, да, контакт во блокот, да. И ево, Стрмљан уште еднаш наоѓа простор да погоди 10-ти гол за Тилен Стрмљан. Неверојатен на овој надпревар бекот на Охриѓани. Овој плюс 5, сега Ѓорѓиев, Митев и Серафимов. Тоа е репрезентативната тројка на Алкалоид. И трет пикер во игра по Карасманакис и Стојковиќ. Сега ќе мора да биде уфрлен во игра и Кристијан Симоновски во тимот на Кирил Лазаров. Го нема Марковски денеска, го нема Стојковиќ, Кирил Лазаров, затоа што доби црвен картон во првото полувреме. Пикерот на Алкалоид и сега останува тука Симоновски, Аларов и Карасманакис. Ѓорѓиев, добра финта, добар прв чекор. Меѓутоа Петрич и Иванковиќ таму заедно, подошно и Љапис, простете, во колективна одбрана против Ѓорѓиев. Гледате, тргна Љапис, па тука и Петрич близко. 7 метри, фаулиран Марко Митев. Видиме дали сега ќе гледаат можеби и нешто повеќе од 2 минути за шпанецот Реј Моралес е тоа. 2 минути сигурно за шпанскиот пикер, кој од оваа сезона е нов во амбициозен скап интернационален состав на Борис Роевиќ.
дојде од Гранолјерс, Реј Моралес. А рекол дека играше и во Барселона, во Ница и во француската лига Пода. Ево на стика што гледавме од првото полувреме. Овој ракометен вар брзо, за разлика од тој момент ја реши оваа ситуација Виктор Начевски и Даниело Божиновски. Иако треба да се суди по тоа дека брзо решава, би требало да има само 2 минути исклучување за Реј Моралес. Да. Прашањево сега дал е тој виновникот, интересно изгледа. Панецот, превачен со сите бои. Дамјан Митев пети пат, мислам трет пат против Пилиповиќ. 5 од 5 за Дамјан Митев. Да видиме дали ќе оди до крај. Само 18 години има ова момче. Голем потенцијал, според сите оние кои што барем малку разбираат ракомет. Плюс 5, плюс 4 сега оваа резултатска ничелка во ведните 5-6 минути. За Охрид Јагориновски се обиде да тргне таму, па да комбинира со Иванковиќ и да видиме Джонов е сега тука. Ако добро разбрав. Вели Джонов, тој прв ме влечеше за дреса и по оваа забавена снимка така испаѓа. Лазаров со еден мирен тон там сега му се обрати на делегатот Металари, кој што не реагираше баш многу на оваа забелешка на Лазаров. Оди над преворот натаму. Го чека, го бара својот момент дефинитивно Алкалоид да влезе во серија, ја немаше во првото полувреме, сега убаво таму Јагориновски за Лјапис. Ево првиот погодок за Гркот. Одлична асистенција на Јагориновски, мајстор е за вакви ситуации, токму затоа е големо засилување Томи за Охридскиот тим. Еве сега чиста ситуација за Велковски, ваква една од крилна позиција, па и претходно не успеа да реализира. Кадарот беше Ненад Костевски, но Велковски е стрелец на овој погодок прв за него. Никако да влезат во серија, да се приближат барем на некоја помала разлика од овие 4. Стрмљан за него еден гол само во ова второ полувреме. Јагориновски, па сега се придодаде таму Иванковиќ, нема топка за него. Уште еднаш Џонов, поранешните ракометари на пролет. Убаво краде сега Џонов, да видиме Карасманакис во контра, оди Џонов со Пилиповиќ, какво големо промачување на Џонов. Добива сепак подршка од клупата, еве убаво таму мина, гледате Џонов, чиста ситуација и овде не фати лепакот онака како што треба. Убаво одбрани Џонов. Гледате, траги од некоја повреда, дали од овој надпревар можеби или од претходниот најверојатно. И пропушта шанса Алкалоид сега да се приближи на -3. Стрмљан по грешата Охриѓани и сега да видиме Велковски таму. Не знам зашто не дозволи сега да тече овој контранапад на Алкалоид. Начевски, не ми јасно. Добро. Втора шанса за Алкалоид да дојде на половина од негативата со која што влезе во второто полувреме. Серафимов, Георгиев, па Митев е тука вклучен, игра Митев во ведните сега минути и му е потребно на Кирил Лазаров тоа.
Серафимов уште еднаш. Митев добро контролиран таму од Иванковиќ, оди на линијата Симоновски, убаво се обезбеди простор, Симоновски, убав влез, добро одиграно Пикерски. Са Симоновски, еве го првиот погодок, убава топка од Серафимов. Симоновски погодува и ова предизвикува тайм-аут кај Борис Роевиќ, затоа што е 20-17 во ова второ полувреме, или ако сакате 6-3. Ако идејата да ги слушаме паралелно и двата тренера во ред, ама ова беше тайм-аут што го побара Борис Роевиќ. И затоа малку комично ми делуваше на реакција на Кирил Лазаров за да се тргне камерата, што не е во ред. Во ред е само затоа што може би требаше да отиде на спортивната страна, инаку не е во ред. Затоа треба да постои договор претходно. Добра секвенца на Алкалуит. Топат половина од негативата со која што влегува во полувреме. 20-17. 6-3 во овие воведни десетина минути од продолжението. Јагориновски за Охрид. 9 метри. Аваров Карасманакис сега тандемот во срцето на одбраната на зоната на Алкалуит. И Јагориновски кога треба, ова се голови што се двојно повредни. Тоби Јагориновски, гол број 2 за него, постигне еден на почетокот и сега погледнете каков контролиран удар, добар тајминг Нема Кенгалевски. 21-17. Георгиев и Митев комбинира, е уште еднаш Митев за топката. Марко Митев се разбира, ке мора да го нагласам тоа затоа што се двајца Митеви. 9 метри, Симоновски останува на линијата од 6. Имаше добра акција претходно со Серафимов. Еден од тројцата пикери на Лазаров на овој надпревар. Ево Серафимов, добар влез, тешка позиција, 7 метри. 6 седмерец за Алкалуит. Охриѓаници ведоа само еден. Алкалуит имаше 4 исклучувања. Охрид сега стигна до 3. 2 во второто полувреме. Иванковиќ и Моралес. Дамјан Митев, 6 чин. 6 од 6. Сите голови на Дамјан се од линијата за 7 метри. Со оние навлез во овој надпревар 10 од 11. Значи само едно промашување за Митев од 17 изведени седмерци до сега. Нови плюс 3 за Охрид. И напад. Савревски влезе на десната бековска позиција. Сега Мартин Велковски се обиде тука да ја спречи ова акција на Иванковиќ. Алкалуит игра се по-борбено, се по-квалитетно во одбрана. Влеа некако само дојрва овие воведни десетина минути во играта на Алкалуит. Но повторно проблеми со Стрмљан. Лесен чекор, брз, со добра визија за игра словенецот. Иванковиќ. Тешка позиција. Савревски влегува и погодува Савревски. Еве го првиот погодок на Савревски на овој надпревар. Поранешниот ракометар токму на Алкалуит. 30 гол за него.
Добар, еден од квартетот најефикасни на Охрид оваа сезона Савревски. Над 65% реализација. Марко Митев, добар влез, прекрасен погодок. Ево го тој брз чекор, тој силен влез и пробив на експлозивниот Марко Митев. Полека, но сигурно расте неговата минутажа во играта на Кирил Лазаров. Сега Кизич го менува Галевски. Голманите со слаба поддршка за Лазаров денеска. Галевски, две интервенции само, неверојатно. Тоа и Пилиповиќ нема ниједна една во второто полувреме, застана на оние 5. Ето тоа е главна карактеристика на овој вовет од второто полувреме. Се обиде сега, се опушти некако таму Савревски, па сакаше атрактивно, да испадна нерационално и опасно и го користат тоа ракометарите на Алкалуит да украдат оваа топка. Карасманакис оди на клупа, ќе се врати Симоновски на пикерската позиција, да, еве го. И нов напад на Алкалуит сега може да биде и -2 сам. Ѓорѓиев, добар влез на Ѓорѓиев, тешка позиција и да видиме таму Ненад Костевски не успеа да мине. Повторно Стружаните во дуел на таа страна. Само 9 метри. За момент добро реагираше Ѓорговски во дефанзива. Па сега Марко Митев уште еднаш оди сам до крај на фаул. Има фаул, 9 метри нови за Алкалуит. Тоа е многу значаен напад за нив, доколку сакаат да влезат во уште по-неизвесен на надпревар. Ево го туркањето на Иванковиќ и сега да видиме, сега бара тајмаут Кирил Лазаров. Дори сега ќе треба да ја нема камерата или да фати некој друг агол, така. Позади грбот, добре. Да не се гледа таблата и нападот. Деветереца овде, Симба. Деветереца овде, Кики. Изведи тука е Савре, Симба. Кики изведи овде, ајде на Симба и овде намести се, уствари Симба изведи од овде изведи, Кики е овде. Овде напреден е дека да фатиме Савре, со Митев или со Симба, кој ќе го напади? Кики ќе го напади. Значи Симба изведува овде, Кики е овде. Ти изведуваш, му даваш за да го спустиме Савре. Да даеме гол, да одиме на 2. Ајде, Да, тоа е идејата и токму затоа баш во овој момент Кирил Лазаров почувствува дека треба да се бара тајмаут. Тоа е значаен напад за Алкалуит. Кики е Симоновски, Симба е Ѓорѓиев, за да ви биде полесно да ги дешифрирате советите на Кирил Лазаров. И Марко почувствува Митев дека овде има простор и гледате како го прославува овој гол. Гладен е за ракомет Марко Митев. Гладно е момчето за вакви моменти. И така треба. Трет погодок. Сега Карасманакис не баш најнежен во овој дуел со Иванковиќ, но се приближи Алкалуит на само 2. 22-20 е сега во 45-та минута, половина од во второто полувреме. 4 негатива успеваат да стопат избраниците на Кирил Лазаров. Добри сега и во блокот. Ете како е сега самодовербата. Иванковиќ, Аларов добро блокираше таму. Нова битка на линијата од 6 метри. Одложен овој напад на Охрид. Падна некако играта на Охрид. Лоши 15 на минути од второто полувреме. Иванковиќ погодува многу значаен гол за нив. Еве го Хрватот со гол број 5 од потеден трик, добар удар и се враќа на плюс 3 сега Охрид. На предност од која што практично тргна серијата во првото полувреме, ги тоа е сосема друг однос на силите во вториот дел. Оди Симоновски на линијата од 6 метри.
Серафимов, Георгиев и Митев, тоа реков е најсилната тројка на Алкалуит и во репрезентацијата. И сега не се снајде баш најдобро Симоновски. Убава беше асистенцијата на Георгиев, некако ќе видите лошо се постави, ама имаше и престап, не ја процени баш најдобро оваа ситуација Симоновски и сега не е реализиран овој добар напад и добра шанса за нов притисок со гол и само 2 позитива за Охриѓан. Иванковиќ стрмљан сега таму десно на местото на Егориновски Савревски, кој што постигна еден гол во ова полувреме. Оди стрмљан, па сега Иванковиќ. Добро поставено оваа зона шестула, подигнати рацете на судиите. Да видиме второ додавање и повторно Иванковиќ со еден ваков трик и изненадувачки удар и сфрлање од зглоп, гледате и тешко можеше да оди на оваа топка Кизич. Излегува Карас Манакис. Излегува и Велковски, Серафимов ке влезе и Симоновски. Еве го Серафимов сега во таа линија, а на голот на Охрид Блажевски. Пилиповиќ не фати ништо во второ полувреме, а противникот постигна 9 гола за 15 минути. 9 метри сега за Симоновски. Да видиме, остануваат Георгиев, Марко Митев, имаше фаула, идејата видовте каква беше, да се проигра Симоновски, кој што добро се отвори. Одбраната е проблем за Охрид во второто полувреме, тука нема дилема. Гледате, освојуваат само ако погрешат противниците во оваа ситуација, тоа му се случи на Марко Митев. Тука се крши резултатот, тука се сега битни овие топки. Кирил Лазаров го повика Ивановски, веројатно ќе одмори малку дали Георгиев или Митев, ќе видиме. Многу веројатно Марко Митев. Стрмљан. Тој е со само еден гол во продолжение. Иванковиќ, Тасески е на линијата на 6 метри ке Охрид. Уште еднаш Стрмљан. Па сега Иванковиќ, двајцата бекови на Охрид. Одбраната на Алкалуит е многу подсврста, по-силна во однос на првото полувреме. Гледате. Тука е Карас Манакис со Аларов и сега Савревски, чиста позиција. Повторно добра топка за Савревски, го користи тоа онака одмазнички делува коренешниот десен бек на Вардар и на Алкалуит. Втор гол, двата постигнати во второто полувреме. Одат кон максималните плюс 6 и резултатот од полувреме домашните ракометари. Паузира Марко Митев и сега атракција Костески, Џонов и им успеа тоа и на мечот со Вардар, само во обратна ситуација друг беше стрелецот, тогаш погоди Костески, сега Џонов. Сеедно атрактивно, убаво за око, добар погодок со кој што одговараат на оваа мини серија на Охрид гостите. Четири разлика за Охрид. Тасески излегува својата позиција. Стрмљан. Девет метри за Охрид. Иванковиќ од 9 метри над голот. Непрецизен удар на Иванковиќ, оди во првбран на Алкалуит сега. Ѓорѓиев, Велковски. Убаво со превестување, па топка за Костески, немаше агол, не тргна веднаш, затоа излегува веднаш Карас Манакис. Да видиме Симоновски кој оди таму, го нема, реков денеска Кирил Лазаров на располагање, Никола Марковски, исклучен е Стојковиќ и еве го Симоновски и Серафимов како и во претходната акција нови играчи. Уште една непрецизна сега. Ѓорѓиев за Симоновски, нова грешка на гостите и да видиме Олески казнува сурово
Поточно Стрмљан, простете. Стрмљан е тоа. Гол број 11 за словенец. И да видиме што е сега суден. Одбрани Блажевски, но стопирано е времето, вели Виктор Начевски. Да видиме што и дали имало фаул, можеби. Да, имаше еден контакт тука. Да. Тоа не го виде Блажевски, сигурен сум, ама ќе видите од забавената снимка. Има тука контакт, да. Успеав да забележам само кој беше тоа. Нов трет вар ќе гледаат Начевски и Божиновски. Ама по словото што го видов предходно, убеден сум дека имаше контакт за кој што се суди 7 метри. Тоа беше проблемот. Традиционален вар, би рекол ракометен. Со звуците на Ликни да Кајче Веслаше, Виктор Начевски и Данило Божиновски ке можат да донесат вистинска одлука, се надам. Ајде да видиме конечната одлука. Виктор Начевски со камер металари и мислам дека ќе има 7 метри. Да, имало некој контакт, таму и 2 минути исклучување ќе има, да видиме кој беше играчот што... Да, Моралес беше, повторно, мислам. Да, мислам дека е ред одлуката на Виктор Начевски. Повторно, некако наивно така. Ориол Моралес погледнува кон судиите, но убеден сум дека е коректна неговата одлука. Дамјан Митев. Седум и понатаму. Тука става крај на ова серија. Темпераментниот Бојан Блажевски. Гледате. Во седмиот обид успева да одбрани Блажевски удар од Дамјан Митев, кој што беше 100% ефикасен, прецизен по 6 претходни удари од линијата за 7 метри. Сега пробивање од Иванковиќ таму. Има 5 позитива. Алкалоид напад. Ивановски, оди сам Ивановски, поранешниот ракометар на Охрид токму беше потоа во Еврофарм Пелистер 2 и уште едно промашување на Симоновски, сега како она на Џонов во... Овде имаше контакт со Тасевски, меѓутоа имаше слободна рака и беше слободен Симоновски. И затоа нема 7 метри, веројатно. Остануваат овие плюс 5 долго релативно во овој период од играта на семафорот во Илјанин извори. Јагориновски влезе сега во игра. Да видиме со Савревски. Интересно. Двајца левучари сега и одлична асистенција. Сам Џукиќ на трапникот во зоната на линијата од 6 метри кај Охрид. Не знам само дали Иванковиќ асистираше или Јагориновски, во секој случај одлична беше асистенцијата. Повторно една непрецизност таму во оваа игра со пикер на гостите. Митев и гледате му падна топката
Симоновски, да, играше и со нога, овде е се регуларно и гледате во ова 54-та минута Охрид ги пресликува оние 17-11 за влез во второто полувреме. Сега една чудна постава на Роевич со двајца левучари Јагориновски и Савревски, со Иванковиќ, без и тука е и Стрмљан. 4 бека без пикер. Ајде да видиме баш како ќе функционира ово. Гледате. Стрмљан, Јагориновски, греши Јагориновски, поточно одзема таму Симоновски, па сега прв бран на Алкалоид, Марко Митев, Мартин Велковски, меѓутоа му ја краде оваа топка неговиот колега од репрезентацијата. Јагориновски завршува Стрмљан. Гол број 12 за Стрмљан. Каква симултанка, каков надпревар за словенечкиот интернационалец. Тајм-аут за Лазаров. Се кажа овој тајм-аут Лазаров. И да видиме. И нова максимална предност. Плюс 7 во овој финиш. Рече Кире достоинствено до крај. Максимални плюс 7 во финишот во 55-та минута. Дамјан Митев е влезен сега. Броиме до крај, го чекаме конечниот резултат. Чудо треба да се случи за Алкалоид да дојде барем до повторување на она Реми 24-24 од Автокоманда во првото коло од претходната, од почетокот на оваа сезона. Ево го, Бојан Блажевски беше упорен, се измотивира и успеа да му одбрани удар од 7 метри на одличниот Дамјан Митев. Гледате тројката голмани на овој надпревар на Роевич, Блажевски, Ѓорѓевски, Пилиповиќ, бранеа Блажевски и Пилиповиќ. Пилиповиќ застана на 5 интервенции, Блажевски со ова вкупно 6, значи остануваат Галевски и Кизич на само 2 интервенции. Неверојатен податок и вкупниот број на голови е неверојатен. Навистина раритет. Четири и пол минути до крајот. Ивановски за Алкалоид во контра, топка и за Ненад Костевски, еве го неговиот прв погодок, ако не се лажам, во второто полувреме, не втор, сепак простете. Трет погодок за Ненад, овде на работ на пробивање беше Ивановски, одувал со Иванковиќ, меѓутоа стигна топката некако до Костевски. 6 разлика за Охрид и напад. Тече 26-та минута. Иванковиќ, па Стрмљан ја прифека оваа топка. Тука и Савревски на десен бек, имаат и пикер сега домакините. Тасиски влезе. Имаше една акција, еден експеримент на Борис Руевич, кога сега малку атмосфера добивам од Битола. Не знам што се случи. Да, најава добра за оно што ќе го гледате веднаш по завршувањето на овој пренос, ама ќе мора да довршиме со настаните од Охрид без оглед на тоа што е решен победникот.
Сега евентуално можеме да следиме само што се случува онлайн. Сега е во ред, 28-23. Ајде да го проследиме до крај дербито на 12-тото коло во ракометната суперлигашка конкуренција. Кај нас уште 2,5 минути. Охрид пред прва победа во четвртиот дерби надпревар од оваа сезона. Дерби надпревар оние меѓу четирите големи екипи аспиранти за висок пласман. Нема гол од 28-21 до 28-23 за сега. Го намалуваат овој пораз или ако сакате го разубавуваат, колку тоа може да звучи така. Ракометарите на Алкалоид, сега Ивановски, чиста позиција, 7 метри, и да видиме дали ќе продолжи натаму Дамјан Митев од линијата за 7 метри. Останува на голот Бојан Блажевски, кој што најде рецепт да го запре на 6 од 7 Дамјан Митев од линијата за 7 метри. Не, сега Серафимов го изведе 8-миот удар од седмерец и прецизене. Остануваат на само едно промашување гостите, но за Серафимов тоа е само гол број 2. Една од оние илустрации за тоа зошто Алкалоид денеска го губи над преварат. Второ дерби поред. Тайм-аут сега и за Роевич. Оној во стилот на Лазар Лечич. Ljudi, samo se krenite, odvarajte se za pas. Dajte blok jedan drugome. Bila, ako nema ništa, istrčite nazad. A možda? Slušaj, desnije. On malo napadne, u sredinu. U tom trenutku ti utrci tamo, ja ti evo mogu. Može, široko. Može. Vraćanje nazad. I nazad odmah, brake. Igra me za. Možda se sliku. 3 гола во низа на Алкалоид, по ние 28-21 во 55-та минута. И да видим. Сепак недостижна предност. Еве го првпат на овој дуел Крсманчич во синиот дрес на Охрид, првенечниот ракометар на Вардар. Двајца вардарци од претходната сезона, Крсманчич и Јагориновски, сега убав потек на Стрмљан, знае да промаши тој. Втор пат мислам на овој надпревар, оди првбран на контранапад на Алкалоид. Ивановски, само 9 метри, завршни 60 на секунди. Да видиме колку ќе успеат да намалат ова од негативата избраниците на Кирил Лазаров. Лошо Костески од добра позиција и нему фати добро лепакот и затоа нема 25 погодок или серија од 4-0 на Алкалоид во овој финиш. И сега течат завршните секунди. Охриджани имаат првата победа во дерби над преварите на 4 големи оваа сезона во нашата ракометна суперлигашка конкуренција. Алкалоид доживува втор пораз во низа во дерби дуелите од овој тип, по оној од Вардар пред 3 дена. Ева третата интервенција само на Галевски и на голманите на Алкалоид на овој надпревар. Очекаме конечниот резултат. 28-24, завршни 5 секунди, толку. Тука завршува надпреварот. Охрид го совладува Алкалоид со 28-24 во дербито на 12-та рунда во суперлигачката конкуренција
кај нас прва победа на Охриѓани во дерби над преварите меѓу четирите големи, втор пораз на Алкалоид против Вардар. Прво полувреме во кое што со серија од 4:0 Охрид обезбеди предност по оние 6-6 равноправно до 50-та минута, направи 6 разлика позитива на влез од второто полувреме. Во вториот дел Алкалоид дојде и до -2, меѓутоа не успеа до крајот затоа што направи неколку грешки, беа на ниво голманите на Охрид и потоа ги казнија сурово грешките на Алкалоид за на крај да слават со 28-24 заслужена победа. Пилиповиќ 5 интервенции, Стрмљан, словенечкиот интернационалец најефикасен со 12 погодоци на 6 застана. Иванковиќ кај Алкалоид лош издание на голманите. Галевски само 3 интервенции, најефикасен Дамјан Митев со 6 гола, сите од 7 метри на 5 застана на неговиот постар брат Марко Митев. Толку поздрав, одиме веднаш со слика во Битола, каде што Еврофарм Пелистер настапува во Лигата на шампионите против Пик Сегет. Поздрав!